Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски утрово информираше за спроведена еколошка акција по повод значаен јубилеј на детската градинка 11 октомври. Во рамки на одбележувањето биле засадени вкупно 70 дрвца, символично одбележувајќи 70 години постоење на установата. Во акцијата активно учествувале децата од градинката во Бутел 1, кои заедно со вработените и представниците на општината засадиле дрвца под мотото "Садиме за иднината", 70 дрвца за 70 години јубилеј. Целта на настанот била не само да се одбележи јубилејот, туку и да се потикне свеста кај младите за значењето на заштитата на животната средина. Според Костовски, вакви активности веќе се реализираат во сите клонови на градинката, со што се создаваат нови зелени површини и се придонесува кон подобрување на квалитетот на воздухот. Тој нагласи дека преку вакви иницијативи децата уште од најрана возраст се учат на одговорност кон природата. Заштитата на животната средина е наш најголем приоритет. Како локална самоуправа ќе продолжиме со активности кои ќе придонесат за почиста и поздрава околина во сите населени места, изјави градоначалникот. Од општина Бутел најавуваат дека и во иднина ќе продолжат со слични еколошки акции, со цел создавање одржлива и зелена средина за сегашните и идните генерации. Град Скопје влегува во нова фаза на развој на јавниот превоз со одобрувањето на договорот за имплементацијата на БРТ системот, информираше председателот на Советот на град Скопје Даме Димитровски. Според него станува збор за значаен инфраструктурен проект кој има за цел да ја унапреди градската мобилност и да го олесни секојдневното движење на граѓаните. Брзиот автобуски систем ќе овозможи пократко време на патување, поголема сигурност во сообраќајот и намалување на сообраќајниот метеж, преку воведување современа и посебно наменета инфраструктура за јавен превоз. Димитровски истакна дека придобивките од проектот не се ограничени само на подобрување на транспортот, туку имаат и пошироко значење за животната средина и квалитетот на живот. Очекувањата се дека со имплементацијата на БРТ ќе се придонесе за намалување на загадувањето и создавање почиста урбана средина. Овој проект представува чекор напред кон поодржливо и функционално Скопје. Кога институциите работат заедно, резултатите се видливи. Чекор по чекор се движиме кон модерен град, нагласи Димитровски. Со реализацијата на БРТ системот, градските власти очекуваат значително подобрување на јавниот превоз и зголемување на интересот на граѓаните за негово користење, што дополнително ќе влијае на намалување на сообраќајниот притисок во главниот град. Службите на општина Центар спроведоа акција за расчистување на дива депонија во скопската населба Маџир Мало, при што со камиони и механизација беше исчистена површина од околу 150 квадратни метри. Како што информираат од општината, во рамки на акцијата биле собрани и транспортирани повеќе од 12 тони мешан отпад, кој бил однесен во депонијата Дрисла. Оваа интервенција е дел од пошироката стратегија за справување со дивите депонии на повеќе локации низ општината. Градоначалникот на Центар, Горан Герасимовски, истакна дека локалната власт останува посветена на одржување на јавната хигиена и подобрување на животната средина. Нема да дозволиме ниту еден дел од општината да биде запоставен. Континуирано чистиме и интервенираме за подобра јавна хигиена. Ова е и заедничка одговорност. Апелирам до граѓаните да ја чуваат животната средина, да не фрлаат отпад на недозволени места, порача Герасимовски. Од општина Центар упатуваат апел до граѓаните активно да пријавуваат диви депонии со цел нивно навремено отстранување. Ваквите активности се од особено значење за спречување на загадувањето на воздухот, почвата и водата, што директно влијае врз здравието и квалитетот на животот на жителите. Во насока на унапредување на женското здравје, општина Карпош во соработка со Ординацијата по гинекологија и акушерство Свети Алексиј Скопје од 1 април оваа година започнува со реализација на проект за бесплатни ехографски прегледи на дојки за жени до 45 годишна возраст. Станува збор за иницијатива која финансиски е поддржана од локалната самоуправа. Се реализира во рамки на програмата за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2026 година.
Главната цел на проектот е подигнување на свеста за значењето на превентивните прегледи и раното откривање на заболувања, особено ракот на дојка. Прегледите ќе се вршат во просториите на поликлиниката Свети Алексеј, која функционира во рамки на поликлиниката Букуреш во населбата Карпош 3. Заинтересираните граѓанки ќе можат да закажат термин да добијат дополнителни информации преку телефонскиот број 071 243 400, почнувајќи од 25 март оваа година. Од општина Карпош информираат дека покрај бесплатните ехографски прегледи, пациентките ќе имаат можност да искористат и 15% попуст за комплетен гинеколошки преглед, што представува дополнителен поттик за грижа за сопственото здравје. Проектот е насочен кон едукација на женската популација за здравјето на дојките, како и кон поттикнување на навремена реакција и преземање здравствени мерки. Од општината нагласуваат дека ваквите активности придонесуваат за заекнување на заедницата и отворање на јавна дискусија за значењето на женското здравје и превенцијата. Општина Ѓорче Петров објави јавен оглас за доделување финансиски средства наменети за реализација на активности предвидени во годишната програма за култура за 2026 година. Со овој повик локалната самоуправа има за цел да ја поттикне културната продукција, да придонесе кон развој на побогата и поразновидна културна сцена. Градоначалникот Александар Стојковски преку објава на социјалните мрежи ги повика уметниците, здруженијата, културните работници и креативците активно да аплицираат и да се вклучат во креирањето на културниот живот во општината. Поддржуваме идеи што ја промовираат македонската култура, носат нова енергија и креативност и го збогатуваат животот на граѓаните, истакна Стојковски. Огласот представува можност за финансиска поддршка на различни културни иницијативи и проекти, кои ќе придонесат за афирмација на уметноста и културните вредности, како и за поголема вклученост на заедницата во културните случувања. Од општината очекуваат голем интерес и квалитетни апликации кои ќе донесат нови содржини и ќе го збогатат културниот живот во текот на оваа година. Општина Карпош во соработка со лиценцираниот психолог и гешталт психотерапевт магистер Тијана Ивановска од следниот месец започнува со реализација на проект за бесплатни анонимни групи за поддршка на жени жртви на семејно насилство. Проектот е наменет за жени кои се соочиле со различни форми на насилство, вклучително физичко, вербално, психолошко, емоционално, социјално и економско. Од општината информираат дека во програмата ќе бидат опфатени сите засегнати жени кои живеат на територијата на Карпош. Целта на оваа иницијатива е да се обезбеди безбедна и доверлива средина во која учесничките ќе можат да споделат искуства, да добијат стручна поддршка и да работат на зајакнување на својата психолошка состојба. Заинтересираните жени можат да се пријават и да резервираат место во групите преку телефонските броеви 071 771 420 и 075 431 572. Сесиите ќе се одржуваат 2 пати месечно со почеток од април. Од општина Карпош нагласуваат дека ваквите активности се дел од нивната заложба за поддршка на ранливите категории граѓани и за подигнување на свеста за справување со семејното насилство. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.